Лозарите од Тиквешијата утре излегуваат на протест. Најпрво пред општина Кавадарци, па ако не се најде решение ќе излезат и на улица. Револтирани се од винарските визби, зашто според нив ги уценувале за годинешниот откуп на грозието.Оздруженијето Напреден Лозар бараат по 16 денари по килограм за смедеревката и 18 денари за вранецот. Тие се лути и на Министерството за земјоделство, кое според нив не било многу заинтересирано да помогне во решавањето на проблемот. Ние сме земјоделци, треба ли ние да заработиме да одиме на одмор? Или ние треба да го изработиме грозието и да му го дадиме на некоја визба и таа да има профит, а ние да бидеме со джепот во раци. Не може ја од Хитлер трактор тераме. Прскалица од Хитлер, останато од германците. Би имали ум министерот да дава изјава не влезена 90.000. Какви 90.000? Животот го оставил лозито. Министерот пак рече дека не може директно да влие во преговорите меѓу лозарите и винариите, само може да помогне да се најде заедничко решение меѓу засегнатите страни за определување на откупната цена на грозието. Не би може да излеземе во моментот со конкретни предлози, тоа сепак ќе биде оставено на движење на цените, во разговорот со лозарите. Правиме се за да се најде решение меѓу винарниците и лозарите, вели Залфа, првиот човек на Кавадарци. Според градоначалникот, ако цената на грозието биде под рентабилноста, ќе се правеле напори државата да одобри нова интервентна мерка. Имаме заедничко разбирање за таа работа и јас мислам дека до петок би испаднале со поконкретен став во делот на заклучоците од тој состанок заедно со винарските визби со лозарите и решение за оваа реколтна година за делот на откупот на грозието. Во меѓувреме лозарите се пожалија дека земјава има дупло пониски откупни цени на грозието од соседните земји, па побара и отворање на странските пазари. Тие повикаа стручни лица да се вклучат во следењето на реколтата, одредувањето на зрелоста, како и шеќерните единици на грозието, со цел да не се прави манипулација од како што ја нарекоа винарската олигархија во Тиквешијата.